Филипче не отстапува. Центри за зависници ќе има и во поликлиниката Јане Сандански во аеродром, во Ченто и во болницата во Бардовци. Ваквиот план министерот го правда со образложение. Метадонот пациентите ќе го земаат пред лекари. Па терапијата ќе мора да ја испијат во центарот, за разлика од она што се случува во моментов. Од шалтер го земаат метадонот и се боцкаат сами низ улиците. Тоа ствара една хаотична ситуација, тоа ствара една ситуација во која што тие не може да добијат соодветен медицински третман, тоа отвара можности за злоупотреба на препаратите кои што таму ги добиваат. Еве, на пример, постои центар за третман на овие зависници во болницата 8 септември и таму не сме слушнале за апсолутно никаков проблем. И таму има школи, и таму има градинки, меѓутоа со оглед на тоа што е мала бројка, тие пациенти не доаѓаат секој ден, ја примаат терапијата пред очите на лекарите. Неизвестно е колку е остварлив планот на здравствените власти за добра организација во однос на дисперзијата, со оглед на тоа што во моментов во скопските центри има само 6 психијатри, а неопходен е медицински персонал од најмалку 20 лекари и сестри. Филипче најави и центри во Чаир, Шуто, Оризари и Ѓорче Петров, но понатаму. За сега треба да стават сефови за чување на метадонот во Ченто и во аеродром, каде веќе има простори. Освен набавката на сефови, здравствените власти ќе треба и да ангажираат соодветен персонал. Планот е дисперзијата да се спроведе од септември. Најновата одлука на министерот Филипче уследи по протестите на граѓаните на неколку скопски општини. Оти не сакаат на секој ќоше околу своите домови да наоѓаат игли и шприцеви. Најпрвен жителите на Киселавода бараат дислокација на центарот за зависници, па Филипче реши објектот да се смести во Газибаба. Откако граѓаните и на оваа општина се побунија, ваквата идеја пропадна. А по одлуката за дисперзија протестираа и аеродромци. Според нив не треба да има центар во близина на градинки и на училишта.